Меѓународните емисари кои не убедуваат дека бугарските барања спакувани во францускиот предлог се добри и корисни за Македонија воопшто не чекаа. Па откако пратениците дадоа амин за предлогот, веднаш поитаа да честитаат. Денешното гласање во собранието го поплочува патот за одржување на првата меѓувладина конференција следната недела. Ова е суштински чекор за земјата и за Европската унија. Нашата иднина е заедничка и ве чекаме со отворени раце. Напиша на Твитер председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, а слична порака на социјалните мрежи испрати и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Честитки за гласањето во Македонија, што го поплочува патот за брзо отворање на пристапните преговори. Ова беше историска можност и вие ја зграбивте. Голем чекор на вашиот пат кон европската иднина, вашата иднина. Еврокомесарот за проширување на Унијата, Оливер Вархеј, на Твитер порача дека очекува првата меѓувладина седница да се одржи уште во вторник. Го поздравувам гласањето по неколкудневната дискусија во парламентот со што на владата и се дава чист мандат за почеток на првата меѓувладина конференција базирана на францускиот предлог. Се радуваме на отворањето на пристапните преговори во вторник, кога ќе се сретнеме во Брисел за првата меѓувладина конференција. Задоволни и во Албанија. Албанскиот премиер Рама својата радост и еуфорија ја сподели на Фејсбук. Конечно, преговорите за членство на Албанија во Европската унија веќе немаат никакви пречки. Собранието што туку даде зелено светло за последниот француски предлог. Абсурдното заложништво на Албанија заврши. Но не секој во Европската унија беше задоволен и сладкоречив. Рајнхард Бутикофер, пратеник во Европскиот парламент, вели дека се срами од постојаното предавство на Македонија од страна на Европската унија. Тој смета дека пораките на председателката на Европската комисија фон дер Лајен, која завчера беше во Скопје, се само фасада за реалниот однос на унијата кон Македонија. Многу ми е срам поради континуираното предавство од страна на Европската унија. Зборовите на фон дер Лајен не може да бидат доволно сладки за да го премачкаат тоа. Австриецот Джералд Кнаус, председавач на Европската иницијатива за стабилност, вели дека Македонија не е исклучок. Сите балкански земји се закочени на нивниот пат кон Европската унија. Пристапниот процес на балканските земји изгледа како автобус без тркала во кој Македонија преку прифаќање на нови услови само се поместува понапред во редот на седиштата во автобус кој не оди никаде. Тој исто така додава и дека ако преговорите напредуваат со исто темпо како и досега, на Албанија ќе и бидат потребни над 30 години за да пристапи кон Унијата, на Србија над 40 години, додека пак Македонија ќе преговара над 400 години.